Предвремените парламентарни избори ќе се одржат на 11 декември 2016 година. Од вчера, понеделник, започна официјалната кампања. Порталот rtk.mk ќе ги следи позначајните настани од збиднувањата во политиката во рамките на изборите, односно оваа предизборна активност. Ќе ги следиме сите политички партии во рамките на централните нивни одбележувања и пресконференции, митинзите кои ќе се одржуваат на градскиот площад или на други јавни површини. Еве што во вчерашната и во денешната изјава рекоа за порталот rtk.mk кандидатот за пратеник на Коалицијата за подобра Македонија и ВМРО-ДПМН Весна Пемова и кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Бетијан Китев денеска. Сакам да истакнам дека синоќа имавме презентација на нашата програма на ВМРО-ДПМН и коалицијата и да го кажам тоа дека станува збор за една доста обемна програма во која што буквално се содржани проекти за секој поединец во Република Македонија. Значи, има проекти и за вработените, и за невработените, и за земјоделците, има проекти и за пензионерите, има доста проекти од инфраструктурен карактер, односно ќе подобруваме инфраструктурата и во образованието, и во здравството, како и патната инфраструктура. Има проекти доста за поддршка на нашето стопанство со цел зголемување на процентот на вработеност, односно намалување на процентот на невработеност во Република Македонија. Ние веќе од денеска почнавме да ја доставуваме нашата програма до граѓаните на град Кавадарци, како и жителите во населените места во нашата општина. Јас ќе ги замолам моите сограѓани и жители да ја прочитаат програмата со која што ние излегуваме на овие предвремени парламентарни избори, за да можат полесно да се одлучат како ќе гласат на овие избори. Сакам да го истакнам и тоа дека сите активности наши, значи на ВМРО-ДПМН и на коалицијата ќе бидат во таа насока, значи да стигнеме до секој граѓанин да ја презентираме нашата програма и се надевам дека овие избори или оваа изборна кампања, овој период до денот на гласање ќе биде еден надпревар помеѓу политичките партии кои што учествуваат на овие избори и дека тие ќе се одвиваат во фер и во демократски услови. Почитувани, денес ви се обраќам токму вам младите. Изминативе 10 години илјадници млади луѓе си заминаа во странство, во потрага по работа и по пристоен живот. Соочени со огромен криминал, корупција и партизираност на вкупното македонско општество. Изминативе 10 години беа особено тешки и неподносливи за секој млад човек. Но токму вие младите, со студентските протести, ги започнавте промените во Македонија. И токму вие младите ќе бидете носители на промените кои што ќе се случат на 11 декември. Во нашата програма План за живот во Македонија, вие младите имате централно место. Сакам да ви презентирам некои од мерките и проектите кои што се специјално дизајнирани за младите. Како прво, ќе дадеме можност за неповратна финансиска помош од 10.000 евра за отварање на сопствен бизнес. Фирма ќе може да се отвори со само 1 евро влог. Исто така, ќе отвориме стартап центри низ градовите во Македонија, каде младите предприемачи ќе добијат бесплатни сметководствени и правни услуги. Секој млад човек по завршувањето на школувањето ќе добие шанса. Тоа мора да се случи по 11 декември. Ќе понудиме 3 опции. Едната понуда за вработување, втората можност за субвенционирање на продолженото образование и третата тренинг за подготовка на вработувањето. За студентите ќе изградиме нов студентски центар во Скопје, како и повеќе студентски кампуси во останатите универзитетски градови, со современи читални, библиотеки, ресторани
киносали, спортски сали и фитнес центри. Студентите ќе добијат и специјална студентска картичка со која ќе имаат попусти во меѓуградскиот превоз за спортски и културни настани, како и бесплатен влез во националните установи. Сите овие проекти може да ги оствариме само доколку здружено и масовно излеземе на гласање и дадеме подршка за планот за живот во Македонија. Гласот на младите е особено важен. Јас сум убеден дека младите ќе ги донесат промените на 11 декември. Ве повикувам на 11 декември, искористете го вашето избирачко право, испаднете на гласање и дајте шанса да имаме промени во Република Македонија. Гласајте за редниот број 4 со носителот на пратеничката листа Зоран Заев. Благодарам.